Што се однесува до оно што се случуваше во деновиве, кога беше повторно од фашизоидни луѓе кои што водат разни фондации бугарски, беше нападнат и му беа упатени закани на новинарот Александар Видиновски. Денес се чув со него, здравје Божи, у понеделник ќе му гостувам на Само Вистина. Денес му кажав, нормално тој тоа го знае, дека не треба да се секира, дека добро си ја заврши работата која правеше репортажа со македонците во Албанија, во Мала Преспа, не знам кај беше точно, и дека конечно македонската држава треба да ги употреби сите сили прво да се обжали на пописот што беше направен во Бугарија, поточно во пописот што беше направен во Албанија кај македонското малцинство, и за притисоците што ги трпеа нашите таму од бугарите, за да се пишат бугари, и од друга страна да сериозно да ја свати тој проблем, тие притисоци што им се прават тамо, да им стави крај, така што ќе си ги викне, нели, својот народ, своите чеда во својот двор, и дека ќе ги помага секако, безусловно тие луѓе, затоа што тие се тамо на оно што се изложени е навистина без преседан денес во било кој дел од Европа, а да не зборам за Европската Унија. Така што мислам дека Александар не се плаши више од нив, а што со таквите суштества понатака, треба повторно да нашата држава да заземе став како ќе се бори против таа пропаганда шовинистичка, фашизоидна, како дома кон нивните инсталати тука бугарски, така и кон оние кои што се наоѓаат надвор од нашите граници, кои што вршат силни притисоци. И треба да сватат нашиве тука, нашата власт, колку е битно да избора таа борба за нашите македонци во Албанија, затоа што секое барање на Бугарија што се однесува до македонското прашање е со цел да се бугаризираат македонците. И тука веќе никој не треба да има сомнеш дека е тоа така. И секој нивни потек, целта е да се постигне тоа, нема тука никаква намера за некоја соработка, солидарност, не знам, пријателство, културна размена, ваква размена, поврзување на зближување на двата народа и така натаму и така натаму. Целта е само асимилација и бугаризација. И секоја идна одлука на нашите власти во врска со тоа прашање, со тој наметнат проблем од страна на Бугарија, мора да го гледа ни со оваа призма. Оти нема друг агол на гледање освен овој. Нема да коментирам повеќе на таа тема.
Освен што ќе кажам дека губењето на таа битка прво во Албанија, кај нашето малцинство, кое што знаете 7500 и нешто се изјасниле како бугари и знаеме на кој начин е правено тоа, со какви притисоци и закани. Дека тоа ќе значи почеток на асимилација, што значи во тие места кај што они ќе каптираат повеќе македонци да се изјаснат како бугари, значи ќе бидат менувани таблите, не знам што тамо, школи, вамо, тамо на бугарски, така и така полека ќе се врши тој процес на бришење на идентитетот. И треба да се знае дека губењето на таа битка под домино ќе се префрли овде со внесување на бугарите во уставот, не очекува истата таа работа, тоа треба на сите да ви е јасно. Особено на сите оние кои што се појавуваат деноиве по телевизија и мислат дека тоа не е така, дека и кои што се вадат со флоскули од типот Европската унија ни е битна, дај ние прво да влеземе, дај ова, дај она, дај ова, само да влеземе, само да влеземе, само да влеземе. Значи, не може онаа работа од позади до крај и душа во рај. Тоа треба да го научите. Со некои работи нема трговија, затоа што некои работи немаат цена. Националните интереси, не драги мои квислинзи што ве гледам секој ден по телевизии, националните интереси се вечни. Сојузниците можеш да ги менјаш во зависност од тоа како ти одговара у моментот одредена страна за твоите национални интереси, но националните интереси се вечни. Ќе ви кажам уште една анекдота, овај дел од романот на Ташко Георгиевски Црно семе, кога го убедуваат Доне да се пише нешто друго тамо. Од оно што е, нели, македонец или ова. Абе, вика, пиши се одма, ќе те пуштат од затвор, нема овие муки да ги гледаш на островот вамо тамо. Ајбе, му вика, ти пиши се магаре кога не си. Значи, тоа го имаме во нашата литература, поготоа во еден култен роман како што е Црно семе. Ако ве мрзи да го читате романот, пошто ова време на кратки задоволства, дајджест задоволства типот на TikTok ова она, ако не ве мрзи да прочитате нели романот, барем изгледајте го филмот. Сега не знам баш точно дали во филмот ви има овој дел што би го кажав, но генерално е тоа. Нашиот народ од секојаш бил мудар. Значи не можеш да се пишеш магаре кога не си. Не можеш, затоа што тоа се коси со твојата природа, со твојата совест, со твоите убедувања. Оној кој може да се пише, како викаат, широко му поле, нека шета и ќе си ја плати цената еден ден за тоа што го направи. Тоа е една работа. И втора работа, треба сериозно да размисли нашата власт за понатаму, како ќе го реши проблемот со луѓето што од економски причини мораат да вадат бугарски пасоши. Ја не ги оправдувам што ваделе, воопшто не ги оправдувам, но ете, ќе се вадат, ќе кажат ми требаше лептинов да морав да работам. Не, да не навлегувам у тоа, секој со махат. Но генерално не го оправдувам. Мора да се најде решение како да се реши тој проблем, затоа што очигледно некој го користи тоа со зли намери и го користи за своји интереси со цел да ги бугаризира македонци. Мислам дека во тој дел мора нешто да се направи. Како ќе се направи, не знам. Ја да сум власт, знам како да го направам. Бирај, дечко, сакаш бугарски пасош да ти остане, сакаш македонски. Не може двата. Што може да не важи, да важи
адхок, само во тие случаи, затоа што никои други не сакаат да асимилираат. Може некој да има амерички и македонски, не знам, хрватски и македонски. Но ниту хрватите, ниту американците бараат да се хрватизираме или американизираме. Но, тие што ги користат со зли намери, оваа работа што ја користа за зли намери, тука да се стави некоја регулатива. Може да кажете тоа е дискриминаторски, вака онака, но мора да се стави некоја регулатива и конечно да можеме вистина да се преброиме, да видиме до кај сме и шо сме и со шо располагаме. Оти вака на слепо имал овој пасош бугарски бил тамо, а се прави патриот, ово имал фирми у Бугарија и пасош, а се прави патриот, и оно има бугарски пасош, а се прави. Дај бе да ги видиме тие луѓе. Дај да ги видиме. И кој ќе ги видиме, да знаеме, значи, како викаат, непријателот, држи го поблиску од пријателот. Кога ги знаеш кои се, друго е. Кој ќе ги знае јавноста кои се, друго е. Не може да ги кријат нозете. Тоа е тоа. Да не го тупам. Значи, ова беше целта на ова видео, да ви се пофалам со маиците што ми ги даде Владимир Владимирович, каде пишува секретниот агент Куров. Саша Куров. Тоа е тоа. Ке си ги носам и надвор. Вечер може црната, ќе облечам, не знам. Пошто ова белава ми е малце за преку ден, така поише. Се гледаме памет у глава и гзот покрај зид, што викаат. Ова се опасни времиња.